Од вчера започна аплицирањето за субвенции за 2016 година, значи за се она што е посејано, како и за сточарското производство во текот на оваа година. Може да се поднесуваат барањата. Новитет оваа година е што имаме електронско поднесување на барањата за субвенции, што значи дека може да се аплицира и од дома, доколку си има компјутер, може да се аплицира и од смартфон. На некој начин може повторно да се обратат корисниците во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за помош при аплицирањето. И тука се и советниците на Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството, кои исто така се вклучени во овој процес на помош на земјоделците при аплицирањето за субвенции. Поентата беше оваа година да направиме аплицирањето да може да се одвива преку не само преку подрачните единици на Министерството, пошто утврдивме во претходните години дека тоа е едно тесно грло во периодот кога трае аплицирањето за субвенциите, оптеретиноста кај подрачните единици на Министерството за земјоделство беше огромна. Од таа причина направивме еден ваков чекор, односно направивме едно решение каде што сите оние кои имаат доволно познавање со работа со компјутери ќе можат да аплицираат сами, доколку и немаат доволно познавање, детални упатства има испечатено во подрачните единици на Министерството и во АПРЗ, исто тука и во Агенцијата, а и сите може да се најдат и на веб страната на Агенцијата. Понатаму имаме неколку броеви кои се исто на веб страната на Агенцијата за поддршка при процесот на аплицирање, значи сите оние што имаат проблем, што ќе најдат на известен проблем при пополнувањето на апликацијата, слободно може да се обратат на некој од тие броеви, ќе им биде пружена помош и тоа во било кое време, не само во работното време. Така, за кои култури најпрво ќе се поднесува барање за субвенции? Се поднесува за сите култури, значи отворен е огласот за поднесување за се она што е поддршка од програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2016 година, значи како растително, така и сточарско производство. Така рековте дека со ова електронско барање за субвенции значително ќе се намалат гужвите во подрачните единици. Доколку некој се уште не знае и не може електронски да поднесе, исто така ќе им пружите помош? Апсолутно, тоа го кажав. Значи, упатствата се веќе на веб страната на Агенцијата и се испечатени во подрачните единици на Министерството, како и во регионалните единици на советодавната служба на АПРЗ. Меѓутоа, тука се и советниците на АПРЗ, како и вработените во подрачните единици на Министерството, кои може да им помогнат на корисниците доколку има потреба и да го извршат со одредено полномошно аплицирањето во електронскиот систем наместо земјоделецот. Значи, таква обука беше одржана од страна на Агенцијата и за советодавната служба и за вработените во подрачните единици на Министерството, тоа минатата недела се работеше, така да советниците и вработените во подрачните единици се добро обучени за процесот на аплицирање.